Во пресрет на новогодишните и божичните празници, град Скопје ја организира манифестацијата "Украсуваме по скопски", со цел да ги поттикне граѓаните да ги украсат своите домови и да придонесат кон создавање празнична атмосфера низ главниот град. Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да учествуваат и се надпреваруваат за најкреативно и највпечатливо новогодишно украсување, може да се пријават на телефонскиот број 3297 265 секој работен ден од 9 до 16 часот до 23 декември 2025 година. Фотографиите од украсените домови или дворови, заедно со податоците за сопственикот, контакт, телефон и адреса може да се испраќаат на имејл адресата cabinet.nastani@skopje.gov.mk или по пошта на адресата булевар Илинден број 82 со назнака за манифестацијата "Украсуваме по скопски". Град Скопје и годинава ќе ги избере најдобрите во следниве категории: најубаво новогодишно украсен двор од индивидуална стамбена куќа, најубаво новогодишно украсена тераса од стан и најубави раскази од средношколците на тема новогодишни желби и празнувања. Пријавените објекти ќе ги посети жири комисија составена од представници на медиумите, кои ќе ги оценуваат и писмените творби на средношколците. Град Скопје ќе обезбеди соодветни награди за најуспешните учесници во сите категории, а доделувањето на наградите ќе се одржи на крајот од декември оваа година. Од Зимзоленд велат дека продолжуваат со работа и дека информациите за неговото затворање се шпекулации. Во последните часови на одредени медиуми се појавија неточни информации и шпекулации дека Зимзоленд ќе биде затворен. Ве информираме дека ова не е точно. Зимзоленд продолжува да работи со редовно работно време, се наведува во јавното соопштение. Во него се додава дека е точно дека во претходните денови имало инспекцијски надзори, но велат дека до надлежните служби била доставена целосна и потребна документација. Од град Скопје претходно соопштија дека инспектори од град Скопје биле на локацијата каде што се одржува Зимзоленд и утврдиле низа неправилности. Како што соопшти и градоначалникот Орце Ѓоргиевски, утврдено е дека градот Скопје нема дадено дозвола за таму да се врши дејност. Во општина Киселавода се одржа средба меѓу градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска и директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија Иван Живковски. Како што известуваат од општината, разговорот бил насочен кон зајакнување на соработката меѓу двете институции, со фокус на подобрување на услугите кон граѓаните, поголема достапност до податоци и унапредување на дигиталните процеси. На средбата било договорено дополнително зајакнување на оваа соработка, особено во делот на дигиталните сервиси, со што граѓаните ќе добијат побрзи административни постапки и намалени трошоци, без потреба од непотребни чекори и обраќање кон повеќе институции, велат од општината. Како општина која силно инвестира во дигитализацијата, наш приоритет е граѓаните да добиваат услуга брзо, ефикасно и без непотребни административни бариери. Со Агенцијата за катастар на недвижности имаме заедничка цел да обезбедиме поголема достапност на услугите и унапредено управување со податоците. Средбата со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Иван Живковски ја гледам како значаен чекор напред, бидејќи интегрирањето на системите и размената на информациите ќе овозможи и побрзо решавање на имотно-правните и урбанистички постапки. Сето ова е дел од нашата заедничка стратегија да ја направиме општина Киселавода модерна, ефикасна и лесно достапна за сите жители, вели градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски заедно со директорите на јавните предпријатија и стручните служби изврши увид на градежните работи за изградба на улицата 103 во населбата Јака во Илинден. Продолжуваме со инвестициите во сообраќајната инфраструктура. Се гради улица 103 во населба Јака, сподели Ѓоргиевски во својата објава на социјалните мрежи. Посочи дека новата улица е во должина од 512 метри, со тротоари од двете страни и систем за зафаќање на атмосферските води од коловозот. Активностите се реализираат по изградбата на повеќе приклучоци за фекална канализација и водоснабдување на локалните објекти, кои се наоѓаат долж улицата, додаде Ѓоргиевски.
Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски сподели дека се работи на улица 95 и улицата 70. Нема пауза, нема застој, секој нов ден е нов чекор напред за подобро и поуредено Ѓурче Петров, истакна Стојковски во објава на социјалните мрежи. Од фотографиите споделени во објавата може да се воочи дека работните активности се влезени во финална фаза, односно дека моментно се поставува асфалтот на овие две улици. Општина Аеродром ги поканува на јавна дебата граѓанските организации за утврдување на приоритетите за новиот повик за истите, што ќе биде објавен на почетокот на 2026 година. Дебатата ќе се одржи на 22 декември 2025 година, понеделник во 11 часот, во салата на Советот на општината. Целта е заедно да ги обликуваме приоритетите и да обезбедиме транспарентен и инклузивен процес за идните иницијативи што ќе ја унапредат заедницата. Приоритетни области се животната средина, социјалната инклузија, младите, културата. Велат од општината и додаваат: вашето учество е клучно за создавање подобри и поинклузивни политики за сите жители на Аеродром. Затоа ве очекуваме. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.